Почитувани, добар ден, вие сте со вестите на Канал 8. Нема да се одложува изградбата на експресниот пат на делницата од Штипското село Три Чешми до Кочани. И покрај огромните долгови за изградба на автопатите од Скопје кон Штип и од Кичево кон Охрид, од Министерството за транспорт и врски велат дека сите зацртани проекти ќе се реализираат пред се со пари од државниот буџет. И покрај финансиските проблеми, нема да се одложува изградбата на сообраќајната инфраструктура во државата. Недостигот од околу 100 милиони евра за завршување на двете автопатски делници од Миладиновци до Штип и од Кичево до Охрид ќе се покрие, а ќе се реализира и најавениот експресен патен правец од селото Три Чешми до Кочани. Ова го потврди министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски во интервју за порталот Прес 24. Ние имаме план за изградба на патот Скопје-Блаце, за продолжување на изградбата на експресниот пат Градско Прилеп, како и на патиштата помеѓу Штип и Кочани и Штип Радовиш, кои ги има во програмата на владата. Значи патиштата кои се почнати ќе бидат довршени. Штом веќе се одвоени пари од буџетот, тие морат да бидат завршени. Не може да се менуваат приоритетите. Тоа за што се дале пари на граѓаните мора да биде завршено. Не може секоја нова влада да ги менува проектите. Но оваа влада ќе оди кон тоа најголем дел од проектите да се финансираат со пари од буџетот, со ефтини кредити и пред се преку ИПА проектите, кои сметам дека досега не се доволно искористени. По откривањето на кусокот за довршување на започнатите автопати, има намалување во динамиката на нивната изградба. Поради тоа во јавноста се појави и дилема дали воопшто ќе се реализираат новите сообраќајни делници од експресните патишта од Штип кон Кочани и кон Радовиш. Според најавите и плановите во програмата за изградба и модернизација на патиштата во Македонија за периодот од 2013 до 2018 година, за новото сообраќајно решение меѓу Кочани и Штип, што ќе биде со должина од 27 километри, треба да се потрошат 56 милиони евра. Пред нешто повеќе од 4 години, тогашниот министер за транспорт и врски рече дека парите биле обезбедени преку заем од Европската банка за обнова и развој. Очигледно во меѓувреме тие биле потрошени за другите делници во државата, па сега од буџетот ќе се обезбедуваат дополнителни средства за истата намена. Локалната самоуправа на Кочани останува со намерата преку јавно-приватно партнерство да го реализира најавуваниот проект за изградба на спа центар кај градскиот базен. Веќе е објавен јавен повик за технички диалог со заинтересираните фирми, при што заедно со досега изградените капацитети на локацијата би се добил комплетен објект вреден над 1 милион и 300 илјади евра. Со објавување јавен повик за технички диалог со заинтересирани приватни инвеститори, стартуваат почетните активности за реализација на спа центарот кај градскиот базен, што веќе неколку години се најавува како капитална инвестиција. По претходно изготвената физибилити студија, која покажала дека инвестирањето во ваков објект би било економски и финансиски исплатливо, како и по добиената согласност од Советот на општината, Општинската администрација го објави повикот за јавно-приватно партнерство за да се провери дали би се пријавиле заинтересирани инвеститори и каков е нивниот став за проектот. Како придружни елементи во повикот се вклучени и предлог договорот за јавно-приватно партнерство, како и нацрт тендерската документација. Рокот за пријавување на заинтересираните е до 18 јули, а проценетата вредност на проектот изнесува 845.000 евра, при што за користење на студената или пак на топлата геотермална вода, идниот инвеститор би требало да склучи дополнителен договор со комуналното претпријатие Водовод. На седницата на Комисијата за финансии и буџет, што се одржа во февруари годинава, беа дадени дел од карактеристиките што би ги содржал договорот, а што не се битно изменети и во предложената верзија. Овој договор по предлог на експертите ќе се додели за период од 30 години. Вкупната проценета вредност на договорот за јавно-приватно партнерство изнесува 1.333.166,57 евра без данок на додадена вредност, од кој капитална инвестиција изнесува околу 845.000 евра и инвестиција на закупецот во летната дискотека Аква во износ од 488.000 евра, која е утврдена од страна на областен проценовач. Според претходно изготвената физибилити студија, минималниот износ на доместокот што приватниот партнер би требало да го плаќа на општината изнесува најмалку 10.000 евра годишно. Според договорот пак што би се склучил, инвеститорот ќе има обврска да го изгради спа центарот за период од 3 години.
предлог договорот и документацијата што се приложени во повикот за технички диалог се ориентациони и може да претрпат измени, а приватниот инвеститор има можност да го преотстапи договорот на трето лице со претходна согласност од општината. Доколку биде склучен договор за реализација на спа центарот со приватен инвеститор, ќе престане важноста на сегашните договори за користење на објектите кај комплексот на градскиот базен. Комуналното предпријатие Водовод ќе вложи близу 12.000 евра за купување нова пумпа за транспорт на геотермална вода. Огласот за набавка е веќе објавен, а опремата ќе се користи за снабдување на постојните корисници во земјоделството и за јавните установи во градот. Нова транспортна циркулациона пумпа за геотермална вода планира да набави комуналното предпријатие Водовод пред почетокот на предстојната грејна сезона. Со тоа би требало да се задоволат потребите на сите досегашни корисници кои како енергенција користат топлата вода со која стопанисува предпријатието. Јавниот повик за понудувач на опремата е веќе објавен, при што за набавката е планирано да се потрошат околу 740.000 денари без обврските за данок на додадена вредност. Набавката и инсталирањето на пумпата би требало да обезбеди непречен транспорт на водата и снабдување на оранжерискиот комплекс кај горни подлоки на другите оранжерии, како и за постојните јавни институции во Кочани, кои и досега ја користеа топлата вода за загревање. Според техничката спецификација на моќите и протокот на пумпата, таа треба да обезбеди пренос преку постојниот геотермален цевковод до 75 литри вода во секунда. Освен опремата, фирмата што ќе се јави како понудувач, треба да ја обезбеди и монтажата и придружните материјали за неа, како и тестирањето на пумпата пред почетокот на користењето. Со оглед што јавниот повик трае до 24 јули, доколку процедурата за набавка помине според планирањата, испораката и инсталирањето на опремата би требало да заврши токму пред почетокот на новата грејна сезона. Скопје е 3 пати побогато од другите градови во државата. Во споредба со парите што од општинските буџети се издвојуваат по глава на жител, во тој поглед Кочани со само 80 евра за секој граѓанин е на самото дно споредбено со сличните градови по големина. Жителите на Кочани и понатаму се на самото дно во регионот според сумата на општински пари што се троши за нивните потреби. Анализите покажуваат дека само околу 80 евра по глава на жител годишно се издвојуваат за решавање на неопходните животни потреби во споредба со планираните средства во локалниот буџет. Тоа е далеку пониско од некои помали општини, како што се например Зрновци, каде на секој жител од општинскиот буџет му припаѓаат околу 115 евра на годишно ниво. Во споредба со Пробиштип, разликата е уште поголема, со оглед дека таму за секој жител се планирани по околу 150 евра. Во поповолна ситуација од Кочанци се и граѓаните на општината Штип, каде 96 евра годишно му припаѓаат на секој штипјенец. Далеку пред сите во државата се жителите на скопските општини, а рекордер според сумата што се издвојува по глава на жител и понатаму е аеродром, каде на секој граѓанин од општинскиот буџет му припаѓаат по околу 500 евра. Тоа значи дека разликата меѓу жителите на Кочани и на аеродром е 7-кратна, што се огледа и во ангажманот што Скопската општина го прави во комуналното уредување на просторот и задоволување на другите потреби на граѓаните. Располагањето со средства во општинските буџети во голема мера зависи од полнењето од сопствени извори, како и од повртот на данокот на додадена вредност. Бидејќи во Скопје живее скоро половина од населението во Македонија, тоа значи дека и огромен дел од прераспределбата на данокот остануваат таму. Втора причина за големите разлики се даноците поврзани со имотот, каде поради истата даночна стапка по големите градови се во предност, со оглед што метар квадратен стамбен простор во Скопје достигнува и до 1300 евра, додека во Кочани се движи меѓу 550 и 600 евра. Јавно предупредување испрати управата за јавни приходи до граѓаните кои имаат заостанати долгови за радиодифузна такса. Во апелот стои дека тие имаат обврска да ги подмират сметките заклучно со јуни годинава, а во спротивно ќе се спроведе присилна наплата. Управата за јавни приходи ги повикува граѓаните и фирмите кои имаат неплатена радиодифузна такса до 30 јуни оваа година да извршат плаќање на долговите во најкусо време, бидејќи управата ќе започне со постапки за присилна наплата.
Такво писмено известување е доставено до сите обврзници на давачката, како потсетување дека незиното плаќање се уште е неизбежно. Со цел обврзниците да не се изложуваат на блокирање сметки и дополнителни трошоци, од Управата за јавни приходи препорачуваат навремено да се провери дали има заостанати долгови, односно истите доброволно да се платат. Исто така, од Управата препорачуваат граѓаните за проверка на состојбата на долговите за радиодифузна такса и за проверка дали плаќањето на таксата е евидентирано во Управата за јавни приходи, можат да го користат електронскиот сервис или со доказ за извршена уплата да се обратат во даночните канцеларии, за да се осигураат дека нема да им биде спроведена присилна наплата на долговите. Со цел да се намали времето и трошоците за плаќање на радиодифузната такса без чекање на шалтерите, граѓаните можат да извршат плаќање со Виза, Маестро и Мастеркард без готовинска картичка преку интернет, користејќи ја електронската услуга радиодифузна такса. Регистрацијата за неа е бесплатна, брза и едноставна, се вели во писменото известување од Управата за јавни приходи, а единствено што им е потребно на обврзниците е да имаат пристап до интернет и електронска пошта. Збирката поезија "Твоето ангелско лице" од младата кочанска поетеса Ана Дедова го виде светлото на денот. Попладнето се одржа промоција во библиотеката Искра, на која пред присутните гости беше представено незиното најново печатено издание. Пред љубителите на пишаниот збор во библиотеката Искра беше промовирана најновата поетска книга на младата Ана Дедова од Кочани. Се работи за необична стихозбирка, напишана на хрватски јазик и посветена на пејачката Даниела Мартиновиќ. Тоа беше причина за пријатно изненадување меѓу присутните, а на промоцијата беше речено дека стиховите се напишани со љубов и пленат со својата топлина. Твое ангелско лице, книга која што Ана ја посвети и ја напиша за нашата популарна личност Даниела Мартиновиќ. Бев изненаден кога Ана ми се обрати и ме замоли да бидам рецензент на книгата. Јас немав такво искуство до сега, ово ми е прво моје искуство. Дури се плашев дали ќе биде убаво или не. Го напишав и на незино задоволство и на сите останати успешно. Ми беше посебна чест да бидам рецензент на овакво дело, бидејќи Ана очигледно песните ги пишувала, не ги пишувала всушност со раце, не ги пишувала на тастатура. Таа со својата душа гребела на хартијата и ги испишала стиховите кои што верувам дека секој кој што ќе ги прочита ќе биде задоволен, ќе биде среќен што низ неговата глава поминале стиховите на Ана Дедова. Стихозбирката "Твоето ангелско лице" е трето поред на Дедова. Првата нејзина книга поезија "Охридски бисери", стихозбирката "Твоето ангелско лице" е трета поред на Дедова. Првата нејзина книга поезија "Охридски бисери" беше објавена пред 5 години, додека втората, со наслов "Илузии", излезе од печат пред 3 години и најде на голем одзив кај читателите. Следува информацијата од спортот. Во Чешиново продолжуваат надпреварите во фудбал во рамки на Илинденските спортски игри, при што веќе се издвојуваат неколку екипи како фаворити за влез во полуфиналето. Според распоредот, викендов се играат надпреварите меѓу екипите од втората и третата група. Десетина надпревари од сите 4 групи досега се одиграа на фудбалскиот турнир во рамки на Илинденските спортски игри во Чешиново, што започнаа пред 2 недели. Според прикажаната игра и постигнатите резултати, веќе се издвојуваат и поквалитетните екипи, кои се фаворити за продолжување на надпреварите и влез во полуфиналната борба. Убедлива гол разлика и одличен настап досега имаше искусната екипа на Чифлик, која во досегашните средби ги совлада своите противници, а зад неа не заостануваат ниту тимовите на Соколарци и Тракање, кои исто така се вбројуваат меѓу кандидатите за освојување на победничкиот пехар. Сепак, најубедлива победа во последното коло постигнаа фудбалерите на Бање, кои со 10:1 ги декласираа своите соседи од Спанчево. Домашната екипа на Чешиново пак и покрај најавите за вмешување во борбата за едно од првите 3 места, уште на стартот доживеа пораз од 3:1 од Облешево и сега ќе чека на дуелот со Штипско Ново Село за да се врати во игра.
По дводневната пауза турнирот продолжува викендов, при што в сабота од 17 часот ќе се сретнат Облешево и Новосело, а од 19 часот играат веќе отпишаните екипи на Карбинци и Крупиште. В недела пак во првата средба се среќаваат Кучичино и Теранци, а по нив од 19 часот ќе играат Тракање и Бање. Според организаторот на турнирот, најнеизвестна е борбата во втората група, во која се наоѓаат Чешиново, Облешево и Новосело. Инаку илинденските спортски игри годинава се одржуваат по 45 пат. Организатори се местната заедница од Чешиново и локалната самоуправа на Чешиново-Облешево, кои ги обезбедија наградите за најдобрите екипи и поединци. Победничката екипа во фудбал ќе добие 60.000, а второпласираната 30.000 денари. Ова беше петочното издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме на вниманието. Довидување.